Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кучани одржа прес на кој што проговорија на, како што велат, повеќе политички и економски теми. На пресот беше речено дека има уште една поважна и поболна тема во која спаѓаат нашите највисоки национални интереси и дека Македонија и македонецот се ставени во ситуација во која се загрозува се она што е македонско, кога со невидена леснотија се преговара и се пазари со уставното име и идентитетот, со нашиот јазик и се руши се она што е создавано со векови. Само да ве подсетам дека деновиве славиме 1000 години од Охридската архиепископија. Се руши оно што сме оградали не само со борба, туку и со душа, збор по збор, песна по песна, книга по книга. Оно што сме оградали со крв и со пот. Македонецот денеска секој ден се буди посиромав, позадолжен од вчера, и слуша радио, гледа телевизија и отвара интернет само за да провери како се вика земјата во која што живее, само за да провери кој е тој и како ќе се вика, за да провери кој и што ќе бидат неговите деца и внуци. Она што го чувствува секој македонец може да се опише со два збора: и бол и бес. Токму како романот на Славко Јаневски. Тоа не сме го заслужиле. ВМРО-ДПМН е за влез на Македонија во Европската Унија и НАТО, рече Левков на пресот, но дека има два начина. Едниот од нив е потешкиот, тоа е пат кој не води во Европската Унија преку исполнување на сите економски и политички предуслови. Тоа меѓу другото значи владење на правото, ослободување на институциите од партиското влијание и пораст на животниот стандард. Ако така влеземе во Унијата, ќе бидеме горди на себе и на она што сме го постигнале како народ и ќе бидеме достоен член на Европа. Но во последно време, рече Левков, не убедуваат дека постои друг, најверојатно пократок пат по кој ќе влеземе во Унијата, но да бидеме свесни дека пократкиот пат значи дека ќе влеземе во Европската Унија со свитка на кичма, понижени, осиромашени, поделени, раскарани и единственото место кое ќе го имаме во Европа, на тој начин ќе биде улогата на европското гето, беше речено на пресот. Левков на крајот од пресот ги повика граѓаните да учествуваат на големиот протестен собир, што ќе се одржи на 2 јуни во Скопје. Денеска Македонија е ставена пред една небитнина, во која единствен излез се нејзините граѓани. Во овој прес не станува збор за било кој се занимава со политика. Ова е прес за сите нас, за нашата иднина и за иднината на нашите деца. Поради сето ова, ве повикувам на 2 јуни во Скопје во 20 часот на голем протестен собир во кој сите заедно ќе кажеме не на погубните политики на власта и ќе кажеме стоп на понижувањето на македонецот во неговата сопствена држава. Како председател на Општинскиот комитет можам да ве поканам и да ве охрабрам да бидете дел од протестот на 2 јуни. Затоа што ќе можете да кажете дека и вие тој ден бевте на улица заедно со македонците.